Речи си 3 недели основното јавно обвинителство од Гостивар по анонимната дојава интензивно работеше околу изнесувањето на сите черепи и други човечки остатоци кои што беа пронајдени во така наречената пештера со име Череп. Пештера која што се наоѓа на средината, односно на планинскиот предел помеѓу селата Тајмиште и Бачишта. Во текот на вчерашниот ден, според официјалните информации од основното јавно обвинителство од Гостивар, изнесени се околу 40 нови черепи и остатоци на коски од пештерата Череп и веднаш се предадени на судска медицина за понатамошна обработка. Инаку на почетокот на септември 19 черепи и други остатоци веќе беа изнесени од страна на тимот кој што беше формиран од основното јавно обвинителство Гостивар, а беше составен од археолози, спелеолози и антрополози кои интензивно работеа на изнесување и според официјалната информација, значи во текот на вчерашниот ден сите черепи и други остатоци од човечки коски се веќе изнесени и доставени до судска медицина во Скопје. Останува значи да видиме да се открие најпрво од кога всушност датираат овие черепи и коски кои што беа пронајдени во пештерата Череп и значи од кој временски период и се она што е поврзано околу тоа, дали се тие луѓе убиени во пештерата, дали убиени се донесени во самата пештера, дали е тоа одеднаш за сите 60 луѓе или можеби поединечно се носени, значи самата истрага ќе треба да ни ги каже и овие одговори. Ако претходно имаше такви некои најави дека можеби се стари и над 1000 години, веќе последните информации кои што ги лиферува овие членови на комисијата која што ја спроведува оваа истрага од основното јавно обвинителство Гостивар укажуваат на тоа дека истите не може да бидат постари од 50 години и дека може би датираат од временскиот период помеѓу 1906 и 1970 година. Самата истрага и сите оние резултати кои што ќе бидат доставени од страна на судска медицина до основното јавно обвинителство ќе ни докажат дали е всушност овој период во прашање и да видиме кои се тие луѓе кои што или се настрадани од некого, или можеби во самата таа пештера се и убивани и оставени тука да почиваат. Значи останува да видиме основното јавно обвинителство од Гостивар информира дека сите оние анализи кои што ќе бидат спроведени и сите резултати од тие анализи ќе ги лиферува во јавноста и јавноста навремено ќе биде информирана за се она што ќе продолжи во истрагата околу овој процес.